Тутунарите ги отфрлија и не ги прифатија предлог цените на откупувачите за новата реколта, кои што се движат од 365 па се до 375 денари за прва класа. За втора класа им биле понудени цени од 264 до 300 денари, а за трета од 198 до 245 денари. Тутунарите сметаат дека тутунот оваа година треба да биде исплатен 500 денари за прва класа, 420 за втора и 350 денари за трета класа. Сојузот на земјоделски здруженија ги повика тутунопроизводителите да не ги потпишуваат новите договори се додека не се исполнат нивните барања. Оваа година беа повисоки од овие сега што ги има предложено тие. И ние во овој момент сакаме да ги повикаме сите тутунопроизводители да не склучуваат и да не потпишуваат договори за, како што ние воспоставија праксата фирмите за во есен да се прават анекси, тогаш ние во есен нема да правиме анекси, тогаш ќе склучуваме договори. И тогаш ќе си кажеме па нашите цени, нашите издршкови и нашите барања. И тогаш ќе склучиме договори со која фирма сакаме, со која фирма ќе се сложи со овие цени. Според податоците на Државниот земјоделски инспекторат, досега биле откупени нешто под 15 милиони килограми на тутун со просечна цена од 353 денари. И инспекторатот и тутунарите сметаат дека се потребни итни измени на законот за тутун, па дури да се размислува и за либерализација на откупот. Пред се е увидено дека има проблем во начинот на договарање, во утврдување на цените, улогата на тутунарите при договарањето на цените и секако може би треба да се размислува и за либерализација на извозот на тутун. Тоа значи да се земи примерот на соседните земји и да не мора за секој регистриран откупувач или преработувач на тутун да може само да извезува тутун, туку да може да извезуваат и помали компании кои што би обезбедили извоз. Така би се добила, се надеваме, некоја поголема конкурентност. Според инспекторатот исто така може би виднина за да не доаѓа до вакви работи. Ќе требало да дојде до окрупнување на парцелите за производство на тутун. И дефинитивно со просечна површина од 4 декари, кај нас некоја таква бројка се калкулира, дека околу 4 декари е просек по фармер, тутунар, тоа е сепак многу мала површина, така да мора да дојде до окрупнување пред се и да дојде до некоја стабилизација на производната количина околу, јас очекувам 20 милиони кила. Доколку се случат тие ситуации, доколку временските прилики нормално. Изборниот процес го попречи донесувањето на новиот закон за тутун, но тутунарите се надеваат дека тоа може да го направи идната влада до есен, кога треба да започне откупот за годинешната реколта.